Добро вечер во Топ тема. Лекарите и целиот медицински персонал го дигнаа гласот на протест, денеска побараа заштита од насилствата врз нив. Но колку овој револт е резултат за состојбите во целиот здравствен систем и дали се и тие подготвени и што ќе направат да ја вратат довербата на пациентите? За овие дилеми вечерва дебатираат министерот за здравство Венко Филипче, добро вечер, потоа Алберт Леши, лекар во ургентниот центар, но тука сте представник на лекарската комора. Наспроти нив се Горан Белович од самостојниот синдикат на клиничкиот центар. Добро вечер. И двете здруженија на млади лекари, Здруженијето на лекари специјализанти Миралем Јукич и Асоцијацијата на млади лекари и специјализанти Божидар Кочовски. Вие сте сите лекари, не ве представувам по вашите специјалности, бидејќи тука сме да разговараме за она сосема друго. Зошто толку ескалира ситуациите. Вие се јавивте како организатор на Точно. Асоцијацијата, беше иницијатор практично на протестот, бидејќи сите вие учествувавте денеска и ги осудивте овие насилства. Навистина беа застрашувачки последните напади. Имаме претепан лекар во Титово кој, како според последните информации, добро се чувства, меѓутоа се уште не се враќа на работа. Се заканихте дека ќе ставите клучна ординациите ако продолжи оваа ситуација. Што значи тоа? Не беше главната порака дека ќе ставиме клуч. Главната порака беше, на што сме благодарни, што сите заедно се собравме и сакавме да информираме јавноста за зголеменоста на нападите кои што се случуваат врз медицинскиот персонал, и вербални и физички. И главната идеја беше да посочиме дека во последниве 9 месеци имаме зачестеност на напади и дека се спречени наши колеги во вршење на она функција за која што се платени, а тоа е да спасуваат нечиви други животи. И тоа беше главната порака која што сакавме да кажеме, дека се чувствуваме небезбедно и дека мораме да промениме работите. Ние сме свесни дека проблемите се таложени и дека ова е само ескалација на едно таложено незадоволство, на еден популизам кој што во минатото беше пробан да се продаде, и мораме да посочиме дека за разлика од пациентите кои што се заштитени со закон, каде што можат да тужат и да ги остварат своите права доколку се загрозени, лекарите нажалост не се. И лекарите и останатите медицински ваква. Да. Па има тие законско решение со кое што ние можеме да бидеме тужени и тие да бидат соодветно надокнадени. Кажувам популизам затоа што се ветува све што се ветуваше. Мораме да признаеме дека во моментов државата издвојува околу 250 евра по жител за здравствена заштита. Значи тоа се вкупните бројки. Една Словенија која што би можеле да компарираме во број на население издвојува по 2500 евра. Значи 10 пати повеќе. Ние мораме да бидеме свесни колку пари имаме и какво здравство можеме да направиме за тие пари. Секако ние планираме да направиме најдобро здравство за нашите пациенти. И затоа како асоцијација на млади лекари и специјализанти понудивме неколку модалитети различни. Воведовме и напишавме за така наречен hub and spoke модел, го понудивме тој централизација на модул. Некои од овие ваши барања и беа спроведени и од апсолутно да. Сегашното министерство. Да се задржиме кај насилствата. Господин Леши, лекарската комора има податоци, дали се зголемени нападите и физички и вербални врз? Да, за жал, значи кај нас не само дека сега има насилство и порано имало, а сигурно ќе има и понатаму. Но проблемот е дека почна тие насилства, тие бројки, ние да ги евидентираме и да ги кажеме. Значи, ја лично, конкретно, барем овие последни 8 месеци... Од кога почна да се евидентира? 8 месеци, лично сум пријавил 5 случаи од овие 15, што е бројката за 2000... На ургентниот центар, каде што сте? Да, на ургентниот центар. Инако, ако одиме по години, 2015 имаше 5 пријавени, 2016 7, 2017 8, 2018 9. Само за првите 8 месеци од 2019 има дури 15. Значи порано имало насилство и пак ќе се има, но ја мислам дека за жал нашето општество е насилно. Тоа можам да го подкрепам со бројките
на пациенти кои што се згрижени во ургентниот хируршки центар. Ургентниот хируршки центар како најголема установа што ги згрижува сите хитни пациенти, што работи 7/24, со реално со најмногу број на пациенти, а со најмал простор, би рекол, од сите здравствени установи што се во Македонија. Ние само за првите 8 месеци сме згрижиле 23.252 пациенти. И сето тоа само со 5 специјалисти и 4 специјализанти. Тие се повреди од насилства? Тие се вкупните пациенти што се згрижени. Додека само од тепачки, склопетарни повреди, обиди за самоубиство, семејно насилство, имаме 921 пациент. Само ова тепачки имаме 432 пациенти згрижени за 8 месеци. За жал, нашето општество е насилно. Расте и генерално, сакате да кажете, насилството? У континуитет сме, значи општеството некако е незадоволно и сето тоа преку насилство се изразува. Но ние, како доктори, не сакаме да бидеме апсолутно ова покстерска вречја за сите проблеми. Господине Филипче, на што се должи ова зголемено насилство врз лекарите, како што рече господин Леши, не е ниту ново, ниту прв пат се случува, но очигледно дека се расте. Каде вие го гледате проблемот? Од асоција младите лекари посочија дека тие се незаштитени, Божидар употреби според популистички мерки од минатото. Мислам дека одлични поинти допреа и двајцата колеги. Сметам дека е проблемот малце покомплексен. Мислам дека не може да се сведе само на некаква форма на обезбедување, на некаква сигурност на самите институции. Сметам дека денешниот протест, тоа и го констатиравме во разговор со повеќе колеги, беше израз на едно незадоволство не само заради овие зачестени напади кои што ги имаме во последно време, меѓутоа и заради едно незадоволство кое што лекарите генерално го имаат како статус во општеството, кое што како години, како и што вие самите констатиравте, се на некој начин деградира и сега ние сме исправени пред еден навистина комплексен предизвик како да го целокупниот тој систем унапредиме, зајакнеме, со цел лекарите прво да го добијат заслуженото место во општеството, така како што го имаат во развиените. Добро, тие се едни подолгорочни мерки испорача и конкретни барања. Меѓу нив беше да се заштитат, да има постојано полициско обезбедување на... Сакав да стигнам таму, но еве ќе скратам во интерес на времето. Само дозволете уште 2-3 реченици дека започнавме еден сет на мерки кои што одат во таа насока. Пред се во враќање на дигнитетот на здравствените работници преку, ќе бидам многу конкретен, зголемување на примањата, дежурствата. Стимулирање на младите лекари да останат во земјата преку во една форма и во една смисла за гарантирано работно место преку промената која што направивме во Законот за здравствена заштита со еден стаж од 6 месеци за кој што младите лекари може да стекнат и работни искуства, меѓутоа во исто време да бидат платени. И сметаме дека на тој начин нема да се сметаат дискриминирани по ниту една основа, да не може да бидат дел од здравствениот систем, да чекаат работно место, да аплицираат на огласи, па дали ќе има огласи, дали ќе има работни места. Во континуитет го зголемуваме бројот на работни места генерално во јавно здравствените институции без разлика на оваа мерка. Со оглед на тоа колку лекари си замина токму тоа, меѓутоа знаете многу често се случува. Спомна колегата Леши дека има недостаток на кадар и тоа некојаш го компрометира и технологијата на работа. Па ствара некојаш редови на чекање и тоа генерира незадоволство, може да се манифестира и со некоја форма на насилство. Меѓутоа само уште еден краток коментар, најконкретно за прашањето во однос на насилството, безбедноста, што сметам дека е само еден сегмент во решавање на овој комплексен проблем. Има јасно одредени законски одредби во Законот за здравствена заштита. Како се одговара ако вербално се заканувате или се примени физичко насилство на здравствен работник. Во Законот за здравствена заштита таму се предвидени и парични казни и казни затвор, нормално според тежината на делото кое што деде Боже ќе се направи. Постои иницијатива од Асоциацијата на млади лекари, постојат всушност повеќе иницијативи. Една од иницијативите е носење на закон за лекарска деност. Викаме има пациентите
закон кај нас, може да се повикаат на нешто и согласни сме. Ние всушност заедно со комората работевме и таков еден закон веќе дизајниравме, помина на електронскиот систем и сега треба да оди во соодветна процедура владина, па потоа на собраниска. Кога очекувате да се донесе тој закон? Може веќе во следните недели, да. Меѓутоа, повторно ќе кажем, на некој начин само се издвојува тој дел, иако е се и во овој важечки закон за здравствена заштита, тоа е регулирано. Понатаму, преземавме конкретни мерки за обезбедување, посебно на критичните места, таму каде што има голема фреквенција на пациенти, таму каде што се на ургентните центри, старата градска болница во центарот на градот, едно место кое што со години назад има огромна фреквенција, посебно понокните часови, алкохолизирани пациенти, собраќајки, тепачки и така натаму, таму дури и Министерството да дадеме можност на Горан Беговиќ од самостојниот синдикат на клинички центар, вие имавте замерка токму на тоа зошто само некои клиники би добиле приватно обезбедување како што беше најавено. Како според синдикатот би требало да се реши оваа заштита со обезбедувањето на лекарите и медицинскиот персонал? Прво да кажам дека се сложуваме со Министерството за здравство дека ова е еден рецидив на едни некоректни политики во здравството од претходната власт, од претходниот министер, каде што тој за мене и за синдикатот главен столб кој ги дава услугите, докторите и здравствениот персонал беа маргинализирани, беа понижени. И целта очигледно беше таа, а со тој пациент центричен систем, со тоа вложување во инфраструктурата, во апаратите и сето тоа идеше со една невидена жестока кампања. Да, меѓутоа и тоа беше неопходно, бидејќи тоа ги со условите за работа се исто услов за да немаме. Но докторите и здравствениот персонал и другите вработени во здравство беа потиснати, беа понижени. Беа едно високо стручни профилирани. Дали се уште понижени? Според вас? Само да, ако може да... Да, се обидувам за да имаме време сите да се искажеме себе. Беа понижени, беа праќани на едукација, доктори кои беа извонредни во својата област, стручњаци, беа облепени тие јавни здравствени установи со не прима мито, беа понижени докторите дека не се доволно едуцирани и дека треба допрва да нешто во странство се едуцираат. Така да, тоа е рецидив од тоа. Но што направи сегашниот министер? За сето тоа, тој рецидив, медицинско кажано, да го излечи. Па, според нас во синдикатот и според оние објективни, сега што ги слушаме статистички податоци од лекарската комора, ништо за овој изминат период. Ако тогашниот министер за здравство имал некои 6 случаи на доктори, сега лекарската комора ги изнесе тие податоци и се зборуваме само за докторите, сега имаме 15 напади на доктори во овие изминати 9 месеци, што е недозволено. Ние рековме со тие декларации, со тие повелби. Каде гледате вие причината? Па, ние тогаш, јас лично го предводев тој протест, кога го нападна нашиот колега, вооружен напад имавме ние на дежурниот колега на дигестивна хирургија. Не знам тогаш каде беше министерот, дали беше на протест, што беше од другата страна. Укажавме уште од тогаш дека тоа е системски проблем, не е тоа поединечен проблем. И ова законско решение на кое се повикува министерот е од тогаш решено. Но очигледно во изминатиот период се покажа дека е недоволно. Што ние запоставивме и што не решиме во ова време. Да се вратиме превентивата, да се вратиме на заштитата. Вие се согласувате дека треба да се зајакне обезбедувањето, да биде приватно обезбедување, барањето од протестот е да биде полициско обезбедување. Значи, ние уште тогаш, 2016 година,
истакнавме дека тоа е системски проблем, не е поединечен проблем и со едно законско решение, што за жал се покаже дека е така. Истакнавме дека првенствено треба да се разговара со пациентите, со граѓаните, со популацијата во нашата држава. Да, вие како синдикат, дали вие имате конкретен предлог? Апсолутно, уште тогаш не дававме повелби, не дававме декларации. Добро, кој е вашиот предлог? Значи имаме 4 работи основни, кои кажуваме и ги апелираме за овој изминат период од 2016 година. Прво, дека популацијата во Република Македонија и пациентите мора да се едуцираат за улогата и влијанието и можностите на докторите и здравствениот персонал и вработените во здравство. Мора да сватат дека ние во здравството не сме свемочни. Не во Македонија. Добро, дали би можеле концизно да ни кажеме, се обидуваме. Ова се навистина долгорочни мерки. Јас ве прашувам за нешто што е краткорочно. Дека мора докторите, сестрите и останатиот здравствен персонал да се потсетат на етичкиот кодекс, на Хипократовата заклетва и дека пациентите не ни се криви дали ние сме заморни, дали сме... Мислам дека во вториот дел маце повеќе ќе разговараме и за 24 часовно обезбедување на јавните здравствени установи, не по избор на министерот, него на сите. Ние тоа не сме да оставиме на некоја добра среќа дали некој ќе нападне. Ние не сме глинени голуби, па да чекаме отстрел. И четврто, овај видео надзор над сите јавни здравствени установи во исто време да се заштитат оние лични податоци на... Дали, да, министре, се прифатливи овие барања или Апсолутно, имате вие друг концепт на... Имаат логика и сосема соодействуваат на тоа што е планот. Кога велиме на одредени критични места, сметаме на критични места кои што сме ги разговарале со представници од Министерството на внатрешни работи кои што имаат експертиза во ова област. Се мисли на одредени клиники, само ќе дадам на еден пример зашто е тоа така формулирано со зборови, да не се свати дека некој од клиниките нема да остане без обезбедување, тоа дека физички повеќе клиники се наоѓаат во една зграда. Значи дека во една зграда на едно или на две места, на влезните места, во ургентниот центар каде што се наоѓаат впрочем 6-7 клиники, овој хируршки, може сосем коректно тоа да се реши и во таа смисла е тоа. Да појасниме, вие спомнавте приватно обезбедување, да зборуваме за полициско, билите зборувате со МВР. На заедничкиот состанок со Министерството за внатрешни работи беше констатирано дека приватното обезбедување е најдобрата форма и тоа ни беше укажано и елаборирано и аргументирано и од нивна страна, така да ние во меѓувреме го разгледувавме ова прашање, овој проблем. Во текот на изминатата година се обидувавме некаков договор да направиме. Не ли се тоа дополнителни средства и во така тенки од здравствен буџет? Да, меѓутоа сметаме дека овој начин на вработување на обезбедување и сега има луѓе кои што работат во обезбедување во рамки на службата за заеднички работи, очигледно дека не е ефикасно. Што значи дека таква инвестиција ќе биде нерационална. Подобро направиме инвестиција која што ќе даде соодветни резултати. Зошто МВР не би можело да ги обезбеди? Министерството за внатрешни работи излезе пресред за патролна служба во старата градска болница. Заеднички повторно констатиравме дека навистина е прескапо да полицајци седат ангажирани и да немаат работа. Значи тоа беше Тоа е поскапо од приватно. Тоа е многу поскапо од приватното обезбедување. Во секој случај сакаме да направиме еден ефикасен систем. Впрочем, оваа зграда на болницата 8 септември, кој што има интегриран тип на здравствена услуга, од едно место се влегува и се е тука, строго се контролира влезот и тоа е така обезбеден и одлично функционира. И тоа е тоа што ние сакаме да го постигнеме. Да, проблем имаме што се малце дисперзирани овие згради на повеќе места и тоа ствара проблем. Меѓутоа, би сакале, затоа викам, мораме да сме вклучени ние како асоциација во изготвување на такви законски решенија, синдикатот во секој случај, со цел да се слушне од повеќе страни проблемот. За разлика од некои експерти, ние работиме секој ден со тие пациенти и знаеме со што се соочуваме. Не сакаме да се заборават ни гинекологија, ни родилиштето во Чаер, така да имаме неколку критични моменти кои што мораме да ги размислиме.
како што кажа и председател на синдикатот, нажалост не бира насилникот дали ќе е во ваква или во онаква установа, него сегде може да се појави. И кај нас на клиника имавме напад со нож, има огнено оружје на дигестивна, значи секаде секој може да влезе, тоа не е проблем денеска. Проблем е да има ефикасен систем кој што ќе ги заштити, ќе се осеќаат заштитени лекарите. Кој ќе е Министерството нека се одлучи на дебати. Меѓутоа сакаме и ние да сме вклучени во делото. Миралем, вие сте од Сдруженијето на млади лекари и специјализанти, но сте лекар во брзата помош. Како Точно. Вие се соочувате, претпоставам исто со насилство? Да, ние се соочуваме со насилство и за жал многу често насилството не можам да кажам дека е вина на докторот, затоа што најголемата фрустрација што нашите пациенти ја имаат е поради времето на чекање. За жал брзата помош во задните 2 години работи со 5 екипи во даден момент, а според Светската здравствена организација треба да се 15. Тоа значи дека секој лекар кој што во моментов е на работа треба да работи за тројца. А кога лекар работи за тројца, тој апсолутно не може да постигне да ги услужи сите потреби на градот. Така да една од причините, значи нашето здружение сега ќе направи мала дегресија, значи направи убава анализа како може проблемов да се реши, затоа што проблемот е мултифакториелен. Значи, кога веќе да кажеме, зборуваме за број, значи да кажеме ако првата причина, значи во 4 дела го делиме, значи здравствено организацијски фактори, социјални фактори, односно тоа е менталитетот на народот, што кај нас е малку поспецифичен. Дека е поспецифичен од аспектот на докторите, значи тука ќе потенцирам дека ние во студискиот курикулум немаме предмет пристап кон пациент. Нам тоа ни фали. И четвртото е правната рамка. Кога веќе збориме за капацитетот, ние стварно сме со многу слаб капацитет. Малку матични доктори, малку матични гинеколози, а секундарното здравствениот дом е со многу слаба специјалистичка служба. Голема причина поради тоа се платите, затоа што ние гледаме покачен ноќен труд, покачен коефициент, да кажеме, на клиниките, меѓутоа здравствените работници специјалист во здравствен дом зема 37 до 40 илјади денари. Толку. 44 на клинички. Не е тоа проблемот. Проблемот е дека клинички пак станат секундарна здравствена установа. Ако гледате по бројот на интервенции, и да не забораваме дека клиника и универзитетска болница, значи мора да врши едукација на новите Апсолутно. Значи јас за тоа ја кажувам базата од доздола нагоре. Значи прво се матичните доктори, секундарната здравствена заштита, па доаѓаат ургентните центри. Значи доколку ние имаме доволен број и доволно силна и организирана примарна здравствена заштита, секундарна здравствена заштита, а доволно екипирана и опремена итна медицинска помош, значи де факто ургентните центри ќе имаат помала работа, затоа што бранот што оди кај нив оди во голема мера поради нефункционирање на следниве работи и основното е немање на доволен капацитет. Значи ние треба да претовареност кај специјалистите. Апсолутно. И се тоа да кажеме се доаѓа. Што не е решено на време, се кумулира и оди како комплициран случај во ургентните центри. Министер Филипче, овие се потези кои бараат радикални реформи. Често се вели дека досега не се превземани од политички причини, бидејќи би биле непопуларни некои од тие потвати. Дали вие сте подготвени или дали имате пред себе такви реформи кои можеби и нема да бидат популарни, меѓутоа сосема ќе промена структурата? Прво, мора да потенцирам дека имаме систем кој што е на некој начин дезинтегриран. Имаме примарно здравство, кој што е на некој начин приватно, приватизирано, тоа се концесионери. Примарните лекари земаат пари по капитација, по глава на прикрепен пациент. Многу тешко се мери нивниот инпут. Значи, не многу тешко може да измериме што примарниот доктор дал како услуга на пациентот пред да го прати во следното ниво на здравствена заштита. Да не зборувам дека веќе е избришано нивото помеѓу секундарно и терцијарно ниво. Впрочем и во светот секаде каде што има експертиза, луѓето се упатуваат за соодветен третман. И ние тоа го разгледувавме. И затоа преку системот на зголемување на капитацијата, кој што ќе настапи сега од на први 10, ние воведуваме и систем на мерливост на тоа што
матичниот лекар ќе даде како инпут кај пациентот. Односно, зголемувањето на капитација ќе биде врзано со тоа што тој како услуга ќе го даде, дали ќе биде тоа дел од превентивен програм, дали ќе биде тоа дел од некаква здравствена услуга. Што сакаме да постигнеме? Тоа ќе ги намалите што сакаме да бројот на пациентите, бидејќи има пациенти кои токму во таа насока третина и не им треба, можеби. Токму во таа насока сакаме да ги задржиме што повеќе пациентите на примарно ниво. И сега освен со мерките кои што ги превземаме за примарните лекари, кои што се концесионери, кои што ќе повторно взимаат наплатуваат капитација по прикрепен пациент, ние интервенираме и со патронажните сервиси. Затоа ја донесовме таа мерка за вработување на младите лекари, значајно се појачува капацитетот на здравствените домови, кои што внимавате сега навистина се соочени со недостаток на лекари. Да, сега нема лекари немаме лекари. Hitna медицинска помош, никој не сака да работи таму. И зашто би сакал да работи таму, нема никаков стимул за напредок. Тие лекари кои што работат во hitната медицинска помош со години се таму. Ниту можност за специализација, ниту можност за напредок. Затоа кога ќе биде составен дел од нивната едукација веднаш на почетокот, плюс платен стаж, значи ќе бидат стимулирани да останат во земјата, ќе тренираат, ќе вежбаат под супервизија на постари лекари и ќе може да се појача тоа ниво на примарна здравствена заштита. Значи суштинска е реформата која што во овој момент се спроведува. Тој број на лекари очекуваме во следниот период да биде се поголем и поголем, негде околу 250 кои што дипломираат од сите три медицински факултети во нашата земја и на некој начин по тој систем на ротација во секој момент да имаме доволен број на лекари на примарно ниво, дали преку патронажните сервиси или во самите здравствени домови или во итната помош кои што ќе го апсорбираат примарниот удар. Тука се дава основата здравствена, практично работите со младите услуга. Апсолутно, ние развивме неколку, значи за разлика од столбот што би рекол министерот дали примарно ниво, ги развивме модалитетите. Проблем за младите матични лекари е тоа што тој систем на капитација е тешко достиглив на почеток затоа што имаме систем на фамилиарност, односно тој матичен лекар млад мора да се избори со некој кој што има ефтина кирија во здравствен дом, кој што веќе има база една определена и кој што функционира од навика. Ние сакаме реални, меѓутоа не може да ви обезбедат. Апсолутно, ние сакаме субвенционирани програми за млади лекари со цел да почнат да се докажат во значи заедница каде што функционира, дека се квалитетни и потоа значи да се развиваат постепено, значи еден период каде што ќе се ќе ме трнат оптеретувањето дека треба да извадат плата. Ние зборуваме, извинете, ние зборуваме за луѓе, не е за стаж, јас не се согласувам со министерот. Не може да биде стаж од лекар кој што дипломирал и кој што добил лиценца за работа од лекарска комора. Ние треба да зборуваме за тие 6 месеци за лекарска комора да бидат платени, како што се платени во Хрватска, во сите други земји. Значи, ние треба да зборуваме дека некој кој што дипломирал после 6 години медицински факултет, како најтежок факултет кој што постои, дека ќе биде соодветно награден и затоа ќе остане. А не да си оди за Германија да учи паралелно и медицински факултет и германски јазик. Ние зборуваме за систем кој што ќе има соодветен трансфер на знаење. Сега тоа го немаме. Мораме да си признаеме што како пред целата јавност, со цел јавноста да знае. Затоа викам, треба да најдеме решенија кои што ќе продуцираат и задоволни лекари, а задоволни лекари продуцираат задоволни пациенти. Сметате дека овој концепт нема да... Не, ние се согласивме и го поздравивме. Ова се добри концепти на кои што можеме. Затоа викам, се додека сме вклучени во изнаоѓање на решенија, нашата организација, неговата, синдикатот, без разлика кој, инпутот кој што можеме да го направиме е многу подобар од оние кои што го прават од фотелја и од пред канцеларија. Веќе ги спомнавте. Мене ме зачуди подготвувајќи оваа емисија зошто има дури 3 или 4 здруженија на млади лекари и специјализанти. Во јавноста се рашири дека има политичка битка меѓу вас и политиката е мешана и во здруженијата и навистина е нејасно зошто нема едно здружение на млади. Се надевам дека не, ние сме комплетно политички, единствено не занима здравствена политика.
Здравствената политика е наша. Тоа, значи, тоа кај нас како држава е, македонците се доста познати по желбата да се делат и да доминираат. Имаме хоризонтална поставена структура, каде што нема лидер. Имаме ради формално правни причини. Меѓутоа, хоризонталноста на поставеноста кажува дека тие можат сите да парticipираат. Тие беа дел од нашата организација. Дури сосема ќе ја демантирам информацијата, значи немам ни видено, ни прочитано, ни чуено, дури некој ми нема ни кажано дека ние имаме, не знам, некој си конфликт, затоа што јас со доктор Божидар се знам, значи ја прво бев член во таа асоциација, па поради да кажеме поради попродуктивно функционирање. Во иднина можеби ќе се обедините чадор организација секако. И факти ќе ви кажам, значи јас со председателот на асоциацијата ние бевме во една дебата каде што 99 од ставовите, да не кажам 100% се заеднички. Да, но сепак имате посебни издруженија. Господин Лиши, велат да се вклучат младите лекари специјализанти и од протестот и за едно барање да бидат дел од лекарската комора. Значи, лекарска комора како самостојна професионална организација има 8200 членови. Значи, тоа се сите доктори што се лицензирани во Македонија. Значи, има и млади, има и стари, и средновековни, и оние што се повозрастни, се осеќаат млади. Значи, нема да се поделиме на млади доктори што врз кои има насилство и на постари врз кои немало насилство. Значи, сите сме доктори. Во овој панел ја сметам дека требаше да има и пациенти, не само доктори. Пошто здравствениот систем не го прават само докторите, го прават и пациентите. Точно. А и ние сме исто, сите како лекари сме и потенцијални пациенти. Значи, одговорноста на... во лекарска комора е организирана по општински одбори. Сите председатели на општинските одбори се членови на собранието на лекарска комора, каде што доктор Беговиќ беше претhodно, каде у моментот ја представувам Центар 1, односно клинички. И во склоп на тоа собрание има и комисии, има посебна комисија за специјализанти, која што искрено работеше доволно и постигна да тоа што специјализантите денеска добија плата. Значи, ние имавме неколку средби со министерот, со двата синдиката, со представници. Апсолутно не. Ние имаме три, со тие што протестираме, со тие што преговараме. Значи, вие што си направивте приватна комисија, 3 барања архивирани кои што не сакате да ги реализирате, сакате да ги кажеме со име и презиме дека цел ЗЛС е дел од тој извршен одбор? Дека копи-пейст постои, затоа новинарката зборува дека слушнала политичка заднина. Вие си водите собствена организација, потребна е поголема демократизација на ЛКМ. Значи, лекарска комора не да е отворена за сите. Грешите. Значи, јас сум еден од... Вие можеби сте еден од подобрите и подобрите, меѓутоа тоа организација е потребно да се демократизира. И тие сите 8000 доктори да учествуваат на многу потранспарентен начин. Не се согласувам дека се заштитени. Проблемот во лекарска комора е што не сме толку модернизирани апропо социјалните мрежи. Пошто ние ве поддржавме во што беше протестот денеска. Може би младите специјализанти може да ви помогнат. Доктори, ние во понеделникот имавме отворен, работен заеднички состанок со сите 4 комори. Значи, не бевме поканети. Не бевме поканети. Дозволете ми да завршам, ме молам. Значи, имавме отворен состанок со сите комори, стоматолошка, фармацевска, лекарска и сестринска. Исто беа повикани нашиот министер за здравство, беше повикан министерката за правда и беше присутен и заменик министерот за внатрешни работи. Ние не бевме повикани. Да. Значи, ќе ми дозволите да завршам со цел да се најде соодветно решение заедничко за проблемот што го имаме со насилството во здравство. Така. Со оглед на тоа дека има и повеќе друженија, значи, сите општински одбори, сите членови на општинските одбори беа информирани и поканата беше јавна и состанокот беше отворен и затоа не присуствува. Синдикатот не беше поканет. Добро, ќе му дадеме збор на Беговиќ. Има или нема соработка, дали е отворена или не е лекарската комора? Нема соработка ниту со Министерството за здравство, ниту со Министерот за здравство, па со лекарската комора може да се каже дека имаме некоја соработка.
Ние од јануар месец немаме никаков контакт со ресорниот министер. Не ни е јасно, ќе ве молам. Внимателно слушав. Не знам како ресорниот министер се зима такво право да ги запостави оние вработени кај што е и он вработен. Претходно. И наш член. Значи, законско негово право е да разговара со синдикатот. Може, ние не сме посакани и не е тоа наша лоша страна, не бевме и претходно посакани, така да не сме тоа право да си го земе, да ние од јануар месец министерот тука на маса да значи од јануар месец побараме веднаш одговор да 17 јануари немаме никаков контакт. Спроведува јавно-приватно здравство, спроведува други реформи, спроведува насилство за здравството. Ние не сме консултирани. Две дебати има за насилството во здравство, ние воопшто сме изолирани од тоа. Доживеа фијаско и он и лекарската комора пред 2 дена, 3 дена, кога беше во понеделникот, да не поканети бевме и ние, и нивното здружение, и асоциацијата на специјализанти и млади лекари, што е недозволиво. Добро. Да им дадеме можност прво на министерот. Добро, не се сложувам дека нема комуникација, можеби немало официјална средба со претседател на синдикатот, имам малтене секојдневни контакти со представници на синдикатот, тоа се впрочем колеги, тоа се луѓе со кои што со години наназад имаме комуникација и секако разговараме за напредување на здравствениот систем. Дел од тие колеги со кои што имаме комуникација се членови на раководството на синдикатот, дел се представници на медицинските сестри. Се сложувам, меѓутоа во исто време имаме аргументи дека ја тераме политиката на инклузивност. Ниту едно сериозно прашање во министерството не е решено без да биде дебатирано, продискутирано со било кој што е вклучен во таа проблематика. Има уште еден синдикат, така? Со кој... Така е, со кој што исто така имаме одлична комуникација, тоа е Гранковиот синдикат и имаме малтене имаме малтене секојдневна комуникација. Меѓутоа, што е поентата? Сакам да потенцирам дека ниту едно решение не е имплементирано без да биде дискутирано со било кој што е вклучен во тој процес. А тоа го докажува измената во Законот за здравствена заштита, во кој што беа вклучени представници во синдикатот тогаш кога се дебатираше и кога се дискутираше понатаму во однос на програмите во Министерството за здравство, Сдруженијата на пациенти, за посебни политики, имплементирање на одредени акцијски планови за спроведување на некаква активност на клиниките, стручните здруженија од одредени специјалности и области, многу чести средби со здруженијата на специјализанти. Дали биле сите три заедно, дали поединечно. Значи, според вас нема... Ја прифаќам забелешката дека немало можеби официјална средба со председателот на синдикатот на клиничкиот центар, меѓутоа тоа не значи дека немаме комуникација. Секојдневно комуницираме, па сите тие колеги се членови на синдикатот. Јас сум член на синдикатот. Со години наназад. И директорите на клиниките и докторите со кои што секојдневно комуницираме апропо проблеми со пациенти, давање на здравствена заштита. Ја верувам дека и после овој протест можеби повеќе ќе комуницирате, бидејќи тука на масава само јас не сум лекар, сите вие сте, ќе поставаме прашање од името на пациентите, да зборувавме за лекарите. Може ли Господине само да Леши, да, само кусове, молам. Добро. Повелете, само А сега колку кусо? Бидејќи сепак пациентите не треба да ви... ограничено. Да, вие велите дека не... јануари немаме веќе го никаква кажавте, комуникација. министерот вели дека имате. Не е дозволиво на еден министер да ги исклучи вработените во клинички центар, од каде што и он потекнува. Да, мислам дека се согласи Значи, оние што се на сите шалтер, вклучени. оние што се транспортери, оние што се обезбедување,
Сите се изложени на овие напади, ако не вака физички и вербални. Овие две средби се идат со една, условно да кажем, тешка артилерија, невкусен збор, но во секој случај да вие викнете министер за здравство, министер за внатрешни работи, па после тоа заменик министер за внатрешни... Да, вие се чувствувате исклучени од оваа страна. Министер за правда... Да, го кажавте веќе исто во сосема. А ние, да, вие вклучувајќи сите заедно тука што сме, освен лекарска комора... Да, сигурна сум дека на следната дебата... Не слушам. Значи, следната дебата веројатно нема да беа тие што изнесуваа тоа што треба да се прави. Добро, дозволете да поставам прашање од името на пациентите. Господине Леши, има случаи многу на несовесно работење. Пациентите се еднакво незадоволни во условите во кои се лекуваат и сите услови во кои вие работите. Колку лиценци има одземено лекарската комора еве во последниве 5 години, бидејќи еве само еден случај на несовесно работење, пациент почина, опериран од лекар кој му била затворена ординација, имал еден куп пријави додека работел во градска болница, лиценцата не му била одземена. За жал и меѓу нашите редови има многу колеги кои што не се идеални, односно грешат во нивната професија и затоа сме ние тука. Значи во склоп на лекарска комора има судна честа, има етичка комисија која што исто има комисија за надзор, која што врши надзор и односно ги проценува нивните акти, нивната професионалност и стручност. Значи во претhodните 10 години има 23 представки од пациенти према лекари. За тие 23 представки 4 лиценци се одземени, 3 времено и една е трајно. Значи само една трајно за одземена. 5 години. Мислите дека е тоа реална? Значи ја мислам дека дури бројката од 23 не е реална. Но за жал нас ни недостасува. И ние да ги маркираме пациентите, односно насилните пациенти, а недостасува систем, механизам и они да не маркираат нас како дрски, непрофесионални лекари. Да, во сите професии има лекари кои прават штета на самиот ЕСАП, но со само една одземена лиценца да не излезе дека лекарската комора ги заштитува и лекарските грешки. Печатокот може да биде и тако. Лекар се гради секој ден. Значи ние мора да имаме разбирање и доверба еден во друг. Ако сакаме да функционира. Да, тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатите. Продолжуваме со дебатата која и во паузата стана жестока. Пациентите се исто така чисто незадоволни, се жалат на арогантноста на лекарите, за дрскост, дека се нетрпеливи, колку и да имаат разбирање за нивните ниски плати, најниски во регионот, денеска слушнавме на протестот и условите за работа, сепак треба пациентот е на прво место. Секако. Вие предлагате некаков систем за евиденција за несовесно работење. Што значи тоа? Потребен е механизам, потребно е внатре во системот. Сега имаме одличен систем кој што можеме да го надоградуваме и кој што веќе електронски можеме да евидентираме за да не испадне дека некој лажал. Мораме да постои заштита кој што пациентот ќе осеќа дека може да направи на прво ниво пред да почне понатаму да бара правдата со судење или со нешто сосема друго. Значи, се слагаме со лекарска комора дека не е потребен некој механизам кој што ќе ги маркира несовесните работници на било кој оддел, дали на шалтер, дали медицинска сестра, болничар, доктор или било кој. Факт е дека постои незадоволство. Тоа незадоволство ни е јасно од каде доаѓа. Зборуваме за кадар кој што е преработен, кој што работи премногу, за тројца еве кој што би се рекол Мирелем, и нормално е дека ќе направи и грешки повеќе, барнаут синдромот е тогаш јасен, или дека ќе нема време да посвети онака како што сака. Затоа една од мерките кои што ја предлагаме е соодветно зголемување на вработувањето. И тоа веќе е некоја друга тема. Во однос на механизмот ќе зборуваме дека е потребен систем во кој што пациентите анонимно и лесно ќе може да се пријават некој несовесен
вршител на својата должност. И понатаму, па министерството ќе мора да зајакне за да вакво има здравствен инспекторат, директорите ќе може на микрониво. Не може тоа министерот се да бараме да го прави кога директорите се задолжени за сето тоа. Има таму шефови кои што земаат плата. Значи мораме секој внатре да се брка работата за која што е плата. Па има, мислам дека на определени позиции има, каде што нема, ќе излеземе со бројки ќе побараме. Нема доволно млади лекари вработено. Јасно му е тој на министерот, затоа даде плати, затоа воведе нов систем. Милен, дали е тоа справедливо или вие имате друг предлог? Вака, значи сосема се согласувам со ова што доктор Божидар го кажа, значи апсолутно е точно дека има доктори кои што немаат пристап кон пациент. Меѓутоа во курикулумите на странските држави поразвиените има предмет пристап кон пациент. Да, скажавте. Затоа што ние мора да сватиме дека, видите, докторот статистички е 4 пати понапаѓан од било која друга професија. Да, но истите лекари од јавното здравство кои ќе да работат во приватните болници знаат што е пристап кон пациенти. Има време. Не студирале или го немаат. Знаете како? Не сум сигурен дали е тоа така, меѓутоа знаете како ние треба да се фокусираме да имаме силно јавно здравство кое што е во прилог на пациентот. Така да, значи треба да се воведе според нас студиски предмет пристап кон пациент. Треба да се воведат обуки за докторите кои што се пријавени. Значи дури би му предложил на министерот да размисли да се формира едно тело каде што пациентите, а можеби и докторите ќе пријавуваат, значи изфрустрирани пациенти или несовесно подстапување, ќе ме извини јавноста, ние цело време го користиме терминот доктор, здравствен работник, затоа што не се само докторите во здравствениот систем вклучени. И треба да воведеме обуки од аспект на комуникацијски вештини и емоционална интелигенција, затоа што ние, кога имаме растревожен пациент кој што вика, кој што е вознемирен, ние треба да имаме пристап како со мирен, културен, фин тон да му дадеме спокој. Значи многу од нашите колеги тоа го немаат, меѓутоа тоа не е нешто што ние за прв пат се среќаваме, само што има држави кои што нашле модалитет како тоа да го решат. Друго нешто што би предложиле, ни треба национална кампања. Што треба да се одржи таа национална кампања? Таа национална кампања треба многу кампањи имаме во државата. За тоа велам национална кампања. Беговиќ, вие како синдикат ги штитите вработените, лекарите и сиот медицински персонал, споменавте дека и другите вработени на клиниките. Како пациентите да се заштитат од несовесните меѓу вас? Прво сакам да кажем дека пациентите мора да сватат и да знаат дека ние во здравството од докторите па и сите други сме ради нив. Целиот систем е фокусиран за пациентите, но истовремено пациентите мора да сватат, се сложувам со министерот, дека тоа е еден рецидив на погрешна кампања, дека ние не сме свемоќни, дека не само во Македонија, него сегде во светот, медицината во моментот има ограничени можности. Потоа, сегде во светот се чека. Не е докторот на, да кажам, во моментот услуга, така да од таа страна би апелирал до пациентите дека тоа мора да го разберат дека е така и истовремено ние во секој момент апелирам до докторите и вработените во здравство да го почитуваат етичкиот кодекс, да ја почитуваат Хипократовата заклетва, независно од нивниот премор, независно од нивната тежина на работата, да сватат дека таму се ради пациентите, ради никој друг. Целиот систем е базиран на пациентите. Но истовремено и пациентите мора да не почитуваат нас, истовремено не само пациентите, нивните придружници. Тоа зависи од услугата што ја добиваат. Што може лекарската комора да направи за да ја врати довербата? Значи секојдневно се работи меѓу пациентите и лекари, сите се незадоволни. И апсолутно дека ние први како лекари, без обзир дека стварно нашата професија е тешка, значи со непросвиени ноќи,
долги дежурства, сати во операциона сала, но ние мора да бидеме стрпливи. Значи никој кај доктор не иде пошто му е убаво. Си иде пошто има мака. И реално, ние стварно во нашите редови имаме професионалци и стрпливи колеги. Ние сами сакавме нели да им помагаме на луѓето. Да, но има и непрофесионалци. Има и лекарска солидарност. Зато е наша цел. И ние не сме слушнале што е направила комората да честа преку етичката комисија да заштити од корупција. ги се штитат ли лекарите меѓу себе? Има некое мислење дека меѓу лекариве ние се штитиме. Да, има една солидарност, ама ги покривате и грешките. Но не верувам дека е така. Министре Филипче, што вие ќе преземете да се врати довербата на пациенти, да се намали некако ова незадоволство што кулминираше со насилство? Лекарската поголеми, како да има поголема контрола врз лекарите? Лекарската професија е професија, не само лекарската, медицинските сестри, сите здравствени работници се луѓе кои што пожртвувано работат. Ние се лишиме од сопствените животи приватни за да помогнеме да спасиме тук живот. Затоа нема никаква логика насилството врз лекарите. Морам повторно да испратам. Да, тоа е за секоја осуда и нема оправдување. Сметам дека токму вака како што вие сте организирале оваа дебата, ќе потенцирам и у исто време ќе се извинам доколку некој се нашол запоставен по страна, навистина инклузивно ги водиме сите процеси и сметам дека само сите заедно може да постигнеме нешто. Лекарската комора со своите инструменти и механизми, младите лекари, заради тоа што тие се најкреативниот дел од нашиот систем. Да, затоа и дебатираме туку прашањето е како синдикатите со своето искуство, тие што знаат генезата на проблемите ги знаат и решенијата. Јас лично земам обврска како министар да ги скоординирам овие сите активности, за жал со едни вакви лоши поводи да почнеме на добра кампања. Да вратиме довербата помеѓу докторите и пациентите. Прво со подигање на јавната свест, понатаму со унапредување на статусот на лекарите, преку примањата, дежурствата, платите, унапредување на инфраструктурните услови за работа, тоа што до сега го правиме во форма на реновирање и новиот клинички центар кој што навистина ќе биде еден state of the art. Неколку години, но како добро, меѓутоа 3,5 како ќе ја зајакнете еве професионалноста кај лекарите, бидејќи впечатокот дека има неказнивост. Само да довршам. Добро, лекарската комора е одговорна за тоа. Таму значи, има јавни покрај Законот за здравствена заштита, имаме Закон за права на пациентите и лекарска комора веќе неколку години назад работи за Закон за докторска дејност. Со кој што сметам дека ќе биде регулирана нашата професија. Дали лекар пријавил лекар? Значи, пациенти пријавиле лекар. Лекари пријавиле пациенти, но лекар не пријавил лекар. Да, може би и тука е одговорот на ова прашање. Остана многу неодговорени прашања, навистина има многу проблеми во здравството, нека биде ова прва од неколку дебати каде што може би ќе имаме прилика да ги отвориме и другите проблеми. Ви благодарам сите на учеството во вечерашната топ тема. Благодарам на вниманието. Овде е крајот на емисијата. Имајте убава вечер.